Како што најавивме на почетокот, ние денеска во денешното издание на Ексклузив не сме сами, а кој ќе биде со нас, дознавате за некој момент. Се будам, те љубам. Токму така со нас е Антонија Џиговска и Роберт Билов. Дечки, добре дојдовте. Со некој ге. Со некој. Добре ни дојдовте. Добро најдовме. Како сте? Добри ли сте? Па не Прашаме викам. културно. Уморни ли сте? Како уморни младост е во вас? Не, јас сум млад, ја не Мене пара. Антонија. Не би се согласила. Ја и со искачање секој ден, немам гајле, немам застанато. Најпрво да ви честитаме, тука сте со причина, освои Антонија прво место, ти освои второ место, да ви честитаме за наградите. Честитки. Благодарам. Да ви се враќа Ја освоиме вие. Боже. на свадба да ви играме. Антонија, знам дека треба да почнеме со тебе, ти си дама, но денеска нема да ти ја дадам предноста, затоа што Јас сум Роберт... дама. Да, ти си, не си дама, ма ти си денеска прв, Од затоа женските што најубава не му одговори на Зоки во штип, на што ќе ги потрошиш парите. Па сега тука мора да бе, одговориш. Зоки, Одговори, ама твојот одговор не беше валидан. Значи Не мора да ни... простуваме. Не. Што Никако одговори да не ги гледав. Па не знам, ајде да видиме што сум Да одговорил. кажам јас. Ајде. Па нешто ќе ги коцкаш парите у Лас Вегас, нешто такво. Па не изгледа. Точно ли е? Точно ли е? Се испланирали тоа? Тоа прилега на мојот профил, да, јас цело време идам по казина, се коцкам и слично. Не знам што да му одговорам, бидејќи навистина не размислав на тоа на што би ги трошал парите. Едноставно се Сега случи. размисли, помина неколку дена. Па најверојатно не знам, би прошетал негде, би отишол да го видам од светот, да ја видам сестра ми до Америка. Мислам, имам таква желба одамна, али ако ете дојат екстра пари, зошто не? Супер, дознавме. Антонија, ти? Не Јас. кажи, остави. Мора да кажеш. Мора да Еве, кажеш. не ми дава да кажам. Антонија, те Мора, молам, не треба сме да ни така. кажеш. Ти на што ќе ги потрошиш парите? Па исто јас би прошетала негде или шопинг или шминки, нешто така. Шминки ќе Класика. купиш со 5000 евра, Па сакаш ќе да ми купам кажеш. све. Толку освој, така Не беше. знаеш Мики да денес. Шминки до денешно време, Ама да, скапа и ја работа па се се. мешам со жени, драги гледачи, стварно не знам. Добро. Не знам, тешко Добро, е, тешко е со жени. да. Немој се жени, брат. Да, си кјутам пубаво. Нема да издржиме ни со ова минутажа што ни е за емисијата. Антонија, кој поред ти е ова учество на фестивалеве? Која Трета. награда ти е ова Ова ми генерално? е трета година на Макфест. Првата ми беше најдобар дебютант и трета награда, втората трета награда и ова ми е трет пат. Мгм. Значи, мора да си задоволна како Да, напредуваш. сега. Година во успеси на Задоволна што имаше? Па, октомври ми беше фестивали. многу напорен, искрена. Освои второ место исто во Романија, на Червил Деур. Бев во Сараево, снимав песна и спот и таа треба да излезе сега, во скоро. Така што, еве, Макфест е едно убаво чувство и срекна сум што сум со вакви луѓе Со како... Кире. Можеш да учиш. Како Роберт, да. Така. Роберт, тебе те гледаме на сцената на Макфест по 7-8 години, излегуваш со огромен хит. Кој те натера, кој те убеди да се појавиш повторно на оваа сцена? Немате толку време, но на Во вистина кратки црти? добри луѓе, пријатели, луѓе кои што веруваат во мене, кои што едноставно ја сакаат македонската музика и сакаат да се врати на една голема врата како што некогаш барем пола да биде, ќе бидеме задоволни. Морам да кажам дека Робин Зимбаков, човекот кој што го напиша текстот за оваа песна, он е некако најзаслужен бидејќи беше најупорен да ја испеам оваа песна. Иако ја цело време барав да ескивирам и да отпее некој друг, имаше неколку варијанти кои да ја пее, но ето, не за кого било печено, за кого било речено. Како можеш да споредиш
од настапот тогаш исто голем хит имаше. Да се обратно требаше да кажам, извини. Како можеш да го споредиш Макфест од претходно твое искуство и сега? Кога настапуваше последен пат? Како е твојата сега перспектива на Нова Поле? Па морам да бидам искрен дека порано имаше многу повеќе дружба. Некако не беа толку никој не се замараше околу наградите. Најверојатно дека тогаш и немаше некои парични награди, никој до тоа не се замараше. Признанија, така. Напротив, беше како еден фестивал за дружба, музички фестивал, кај што сите колеги можат да се видат, да комуницираат, да се дружат, да едноставно само така, заедно сплотени, може да направите страна. И сега бевте добри колку што може да Оваа забележам. година можам да се пофалам дека навистина сите бевме едно и баш се дружевме на исти места. Немаше онака кланови, некој киде лево, некој десно, него сите онака се трудевме да бидеме. Иако ја морам да признам дека ескивирав, ќе ги соберам некако сите, али ќе фатам магла, ќе отидам у Сова и едете ги у 3-4 сабари ќе мене у Сова и Што се случува Роберт, за морам таа да врата? те прашам, по возрастите твои колеги многу збореа дека у принцип не ја делам оваа сцена со толку деца. Кажи ми, што мислиш ти на ова? Па реално и оваа година имаше доста млади. Кај децата и иднината, мислам, оние носат иднината, каква ќе биде понатака, значи од нив зависи. Мислам дека сите ние кажавме, покажавме, докажавме колку толку, кој колку го бива, не го бива. И мислам дека е време, некои нови деца, некоја нова крв, некоја свежа енергија. Како Антонија. Антонија, кажав Но, уште да прв кажам, пат кога виж. видов дека девојката е девојчето. Што си, девојка или девојче? А ти бираш, да не знам Како се чувствуваш, Ти да Антони? различно. Мислам, бев првиот деве Не дека се сеќам признае кога сега девојче, дека реално. кажа за тоа, дека прв кажав девојчево е стварно многу добра катастрофа. Не, вистина, мислам, плени како пее. Се разбирам. 15 години Земјотрес. и слично. И така, значи за Антонија да ви кажав нешто, многу добро пее. Јас мислам така. Да. Добро. Затоа и заслужено нели си освои прво место. Кога сме кај Антонија, да те прашам, Антонија, очекуваше ли да освоиш награда, камо ли да победиш? Па не очекував затоа Ама што... искрено кажи ми, Ама сега не искрено, очекувала, стварно, не. кажи ми искрено. Стварно искрено не Добро. очекував, зашто кај да одам на некој фестивал или А настап. ти реков се сеќаваш кога Не беше очекувам. тука? Да не се Да. повтори истата нели реприза. Да, И се случи точно. прва награда. Јас стварно не очекував, има среќа. искрено, јас знаеш дека сум искрена секогаш. Треба помош. Имаше Тамас. многу добри песни и Не, навистина, оваа година Јас беше кажете. стварно прекрасна. така да Супер. не очекував. Штом Се била слушала вака? Не очекувала. Штом била прекрасна, мене ми кажа моите колеги, еве вас кој тука сведочи, Зоки е веќе за другата врата, тука и Стефан беше присутен на Макфест, дека Да. многу сте се забавувале по завршната вечер Точно. во Штип. Какви се импресиите таму? Како си поминавте на таа забава? На која забава поточно? 3 дена траеше фестивалот. Така. 3 дена беше Не дојдоа, журка. ги Роберт, Не не знам, дојда. да. Звикнав не дојда. Од Зашто стрес не не дојде? знам што. Оние двајца се многу присутни, гледаш сите работи ги Млади знаат. се остаи. Ма ние- Вака сега има една информација која што ниту пак ја не знав, Роберт, еве ја и ти сме изгледам нови во овие работи. Мојот колега Стефан Што сте смислили и сега? Антонија нешто се Стефан ли? Стефан и Антонија нешто имаме ние во режија некои фотографии објавени и Хајде. пратени се кај нас, можеме да ги покажеме режија. Какви фотографии, Нина? Што се случува овде? Ајде. Ништо посебно. Значи, чекај маце, кој го направи ова? Со кој бевме? Е, Ова сега е вака. Зоки. Ова Е, сега Ова е вака. Зоки, ова е Е, Васко. сега вака, Васко е мене ова. срцето ми чука. Вака Нина, сега кој ти да ве ги- кој ти ги прашам. прати? Искрено. Но што ви личи Како во со ова можевте слика? ова мене да ми го Ја, направите, ја. јас ништо да не знам. Па што има тоа Ајде, да ја се ги каже? колега. Ние, Значи, ние, Да. значи, бевме договорени да одиме Не го добре. Можете Ајде, добро, нека почнем пријателот. Јас немам што да кажам, тоа е дружење, Антонија победи, ние прославивме Нема сите што заедно бевме таму. Да на- се Леле. објасни тука. Значи, Зоки, стварно вака Зоки, направи. Значи, А ние сите барат викнавме да ви Мегдиговска се кај, јавиме. Мегдиговска Така, кај. не, А, Зоки, Зоки, не то стапна, леле. Роберт, Ма види, црвени се и двајцата, така? ама Не, изгледа ти не, ќе... Не, ај сега, да не Роберт, идеме не си го предалеку. баре таму. своето, затоа што и за тебе имам изненадување. И ти Ајде, не си остана туку Ти така. кажеше, ти Ниту кажеше, ти не си кажи. циге за Роберт, За овој мирисање. изненадување знам што е. Ајде, Зашто можеме нема вакви режија, работи? Роберт е наред. Тоа ме изненадите, ајде. Здраво на сите, Кај си, здраво тата? тата. Мене многу ми се свиѓаат ти песните што ги правиш и навивав за те да победиш на Макфест. Браво за второ место.
Инаку, ова никогаш не сум ти го кажал. Мојата омилена песна што ти си отпел е Ти си виновна. Чао! Давид имаше најдобра изјава која пее бейби. Сега дома вика е. Срце, душа. Дали Давид ќе има некои амбиции да го повтори успехот на тато, Има ли да талент на зачекори тато по тие води? Прифатил ли? Не го форсирам ништа, значи сакам сам да си одбере. Се гледа дека е музикален, не сака музиката, слуша музика, почнува да прави музика, монтира видео, слика. На некој начин ја демонстрира неговата уметност, некоја уметничка жичка, да кажеме. Не знам на кого се метнал математика да е толку добар, но навистина, окей, браво. Може ти тој. имаш скриен талент. Не, веруjem ми, тоа е неоткриен талент. Антонија, кажи ми, победи со само 17 така? 17 години на Макфест. Има ли граници твојата кариера кога толку млада ти веќе освои фестивал што по сериозни пејачи никогаш не успеале? Па, искрено, да, дознав дека во 33 години сум, 30 години од како трае Макфест, сум првата која што е толку млада, која што победила на Макфест. И мило ми е поради тоа, имам од кого да учам навистина и Роберт и тука се Лазар Цветковски и Дарко Димитров кои што секогаш што тука да ми даваат совети и да ме поддржуваат и навистина ми е мило што сум со тие млади таленти исто така кои што се Лина, Сара, мојата братовчетка кој исто така беше на Макфест. Мина, Барбара, значи сите тие се прекрасни и мило ми е што имаме од кого да научиме и мило ми е што победив, искрено стварно не очекував, ама се надам дека песната ќе си оди по некој свој пат и ќе си стане тоа што можеби треба да биде. Кога сме веќе кај твојот талент, јас нешто чув, нешто ми кажа дека ти многу добро имитираш, пееш, како да сакаш наречи го, познати пејачи. Значи Така не ли? смееме да Така кажеме ли? ништо ние тука. Бритни сме Спирс ли е ексклузив. тоа? Која е Ајде да тоа? ни покажеш сега. Оу. Или нека македонски Ајде. пејачка? Не морам, ајде Не, странски не него е. македонски, не се. Ајде, А јас ќе ме имитирам, вие ќе познаете која може. ајде. Every night Селин. in my dreams. Чекај, остава малку дека. Она е позна песна за Селин. Караамери. Добро, толку трае, готово. Ево Караамери нешто ајде. Не, чекај. Нешто балканско имаш? Нова. Ама добро ти запеј се, убаво се пееше. Оставија бар Чекај, 3 секунди да овака му се да сневиди. Ај нешто. Да не пукнеш, значи, стварно. помогни ми нешто. Ајде роден ден од Маријан Стојановски. Е, Таа сега, добра е, не, ја че, бираш. сега ти ќе изимитираш овие за тоа. Некоја песна од Роберт можеш. Од Роберто. Чуди ме, Со празно срце. Да. Ако се фркај за стари луѓе. убави песни излегува од Макфест. Дали можеме нешто од вас заедно да очекуваме? Зошто да не? Како дует. Да. Или дует Одлично. или некако Чим да си направиме. запнала, ајде. Ајде шо, Зашто да не не? дека сакаме нешто, се шалам. Ја би имал огромна чест да направам дует со неа. Само да сака девојчето и Сакам До зашто каде да сме? не ви. А сега вика не дека не Готова, сакам. готова. 50% еве. напред, уште На пола пат. 50%, еве ти 10 Аха. кај Што да. пола студио, пат. влеземе и се, окей. Се чека некој посебен момент, некој нареден настап, некоја наредна манифестација да се прави Па не, нешто тоа се или спонтано кај сигурно. така? Ке има си, нешто, ајде. спремаме еве албумот се крчка. Цел албум значи. Да не прегори само. Супер. Ајде сериозно малку, што е следно од вас, кажете ни. Еве Роберт ти прво. Не, Антонија, дама, јас да, ќе да, почнам. предно Ама се не, изви... Ајде, се ајде, из- дама. се извинувам, се извинувам. Се допреа, се допреа, гледате, се допреа. извинувам. Све следам јас. Нина, Човече, буцка, значи, мама. не, значи, ве молам Ајде, вака Антонио, пред одговори камерите, ми. немојте Ајде, вака. Само позади камерите. Следно. Ајде. Стварно не знам што е следно. Следно е, идам на снимање за Пинкове звездица. Се подготвува нели All Stars, кој што ќе биде сите суперфиналисти од сите 4 сезони и ќе ни даваат некои задачи кои што ние ќе треба да ги изведеме на некој наш начин, да речеме првото снимање се 90 години, песни од 90 години и мюзикл, така што еве на 17 сега во среда одам за Белград. Тоа е нешто Во најново Македонија што сама? следи. Да, Да? да, затоа што Мартија нешто не е во можност и се надам дека ќе го има на телевизиите некаде тука кај нас, па ќе може да толку погледнат гледачите. Роберт, Секако да твоето нешто време ново. дојде сега. Колку имам минути, 2 минути? Имаме. Ја не би кажал за идни планови, бидејќи би било глупо додека не се случат. Можам да кажам за нешто што веќе се случи и вчера, и завчера, и викендов. Песните од Макфест, нели песната на Мина, песната на Тарабунов,
на Џоко Таневски. Тајзи извади спот вчера, Пабло, песна на која работев. Има уште доста песни кои што допорави треба да искочат. Ремикс од Денски искочи Така на... и Да, го од слушнав Дупер. на на Дупер. Не Дупер. сум тој тип, така? Има доста песни и мислам дека треба луѓето да очекуваат, дека ќе има доста рефрени, дека ќе се врати естрадата, но нормално дека очекувам од нив малце да веруваат и да поддржат ова македонска естрада, овие пејачи, бидејќи навистина има многу нови млади таленти кои што се прекрасни, одлично изгледаат и супер пеат и инвестираат во тоа, значи прават песни, прават спотови и сакаат да пеат, што е најбитно. Има нови телевизии, емисии кои што ги поддржуваат. Радијата малце се крена свеста, тоа посебно ме радува. Публиката у последно време онака се чудат сите. Не сум слушал македонска музика така на репит. Посебно ме радува Се тоа, дига пошто нивото, затоа тоа и се приметува, да. испровоциран од сета таа ситуација која што бевме сите ние овие неколку години, решив да засилкам ракави и да речем ова мора да се смени, бидејќи доаѓаат нови генерации кои што се квалитетни, значи имаме почва за работа. Ајде да испровоцираме, да поставиме некаков левел, некаков стандард како треба да биде, значи да се појави на Макфест, да веруваме во таа песна и веднаш после тоа да направиме спот или пред тоа да бидеме спремни, затоа што знаеме дека тоа треба да се врти, значи веруваш ти во песната и сакаш да направиш спот. И да направиш маркетинг. Одлично. Да не биде онака ми се јави од Макфест ми дадоа песна и Колку после диспеа. како ќе Така. биде, Да, се да, да. појавам Затоа и не станува хит. повторно, да. значи мораш да направиш маркет. Мори да се опстане на оваа македонска сцена и навистина знаеш не што многу... Да, дефинитивно. Навистина многу се радуваме кога излегуваат огромни македонски хитови и повторно се вртат не само по радиостаниците, туку и кај нас на македонската топ 5 листа, вие сте на таа. Имено и воедно ќе ви се заблагодарам што ни бевте наши Исто и денешни јас, гости. што одвоевте време. И секако со новитети и со силно што го подготвувате во иднина, ќе се видиме повторно тука и Со ќе Антонија пееме сигурно, само за таа убави веќе работи. може би дома е ова. Да не заборам Секоја стварно недела сте е тука. прекрасни двајцата како пар пред се и како благодариме. војтовски пар пред се. Не знам Фала што сте ти. вака приватно, али Што ме направивте мене Јас денеска, ти јас сум стварно не многу разбирам. Веќе убав дечко си да Стефанца, помири се со тоа. фала ти. Така е, Фала ти. се согласуваме. Драги гледачи, тоа беа Роберт Билбилов и Антонија Гиговска, одлични гости. Вие Какви продолжувате да Внимание, Вие продолжувате да бидете со програмата на Еден телевизија. Следи Студио Мода со Сергеј Варошлија. Пријатно од Чао, чао. нас. Чао, чао.